Тај упорна генерација поле, деца на транзиција. Деца, да. Ви видимо све. Све видимо. Од рано и рање на Југославија, дроге и све и свашта што беше. Никој не знам јаш како може да си помине да е друг некој. Слушај, ајде пријател си кажа, брат, само ќе пуши. И да си ја спомнам и то искрено, знаеш. Стварно, деш помислиш можда истина, а ја не знам. Ја сум бил у тој епизоду, разбираш? Цела ствар. Они мене дева ја ги сретна. Не ти падава. На джекпот, брат, греби, ордер медија, тоа е. Аја. Добре, дојдовте у новото издание на Шак. Нормално ќе приметите ново студио, ново све. Главни виновници за сето ова се Ордер медија која ме зафркна и понатака да ја правиме оваа прекрасна емисија. И се размислував како да ја почнем оваа емисија, дали да го најавам, каква специјална најава да направам за мојот гост и ми текна. Ки ви кажем, најдобриот спортски коментатор, спортски уредник во Курир, со сите македонски, европски, па и светски звезди има направени интервјуа и само би кажал Боле Бошко Тасич. Боле, добре дојде. Добро ве нашија. Фала ти, Боби, за овој многу убаву најаву и баш ми е драго што с мене го отвараш овој сезону у ново студио и надам се дека како што и до сега успешно си работава ќе продолжиш и заслужуваш дефинитивно еден од луѓе кои што пе уложија у своја работа, гради си свој имидж, гради си свое име кое што веќе доста иде високо и баш ми е драго прво што те лично познавам, пуно време се знаеме. По едно 25-30 години, најмалку. Само толку. И од запад. Да. Тој после ги го открива тајна. Да. И стварно ми е мило што денеска сум, да не кажу, удостоен, уважен и фала ти за овој убаво најав, за тоа што искрено ти кажу некој пат останав без зборови кад луѓе ме гледав кроз тој призму, мислу позитивен контекст. Фала ти, Боли, на тебе и јас значи размислува цело време дека ти би ми бија најбољи гост ради што? Затоа зашто ти имаш своју кариеру што доста мукотрпно го изгради, кариеру кој сам го изгради, значи без не помош, али може да кажу добри 90% си сам, значи сам се избори за медиумски простор за позиција за кој си туја. Не свак може да седне с Горан Пандев, с Кирил Лазаров, Новак Ѓоковиќ, значи тој се имиња кои значи у свет на спорт. Ја не дека го разбирам спорт много, ја може да ја кад играм спортско, брат, ја ga промашу резултат, ја дури ни време не може да ga погодам кога ќе почне такмица. И што ти вика, почала утакмица? Ако сакаш живот. Да, е тој момент. Твоја кариера, ајде да не кажу соло кариера, сакам у јавност да го представам, да не се разбере лошо, и покрај твој у наводници хендикеп, ти си човек с големо срце планина, пошто многу лично те познавам. Сакам да покажемо на млади дека треба да си мотив за тој како може да успее човек у многу големи воде да заплива светски и дека хендикеп е само у глава. Дефинитивно така е. Да, ти ако имаш зацртан цил и успех, значи хендикеп останува само у глава. Доколку кога победиш тој, хендикеп е оној што мисли дека до тој може дека не треба да се труди и било како. А иначе ти знам како почна, докуде стигна и докуде још. Ти си, сега да не кажу, почнај си од нула, више си, Монтевере се мало место, да, значи више си на голем врв и малце подрукши ги гледаш работе, чисто на кој би те прашам, еве, кратко за твоју кариеру и како уствари се проби овој. Па искрено има една работа која што мој живот и животна филозофија е пробај па ќе видиш, а многу е полошо да не пробаш. Так не знаеш докуде можеш. И свакако тај некоја пуста желја да се биде дел од спорт, да се биде спортист и тој хендикеп на некој начин не сам го барем у први години некако прифаќаја, малку грубо звучи, али тако е, дека не може да биде спортиста, дека овој и куде ќе најдеме на некој начин сатисфакцију, наваѓаш ете
отвара се тај новинарска секција у Пионерски дом, па после тој радио Куманово кој што Ја идеш у фолклорна секција каде маките поздрав до Маријана Бошковска. да, ама стварно тој беше епицентар на да кажу за социализација и Да. едукација на тие млади кадри и све некако беше тој плански, све некако убаво. Знаеш, каратван у школу ако немаш активност со пионерски. Нели? Нема шансе. Браво. Ми бесме 6 групи, околу 240 или 250 деца бесме таму. Да. Од најразлични возраст. И ми од 95 година, извини што те прекина, имаше, ми земамо прво место, бесме прогласени за најдобар ансамбл у Европу. И од тога почнаа турнеја, ми малте не Да. И тамо, например, ти што кажеш, су били изврсни новинари, луѓе што можеш да научиш. Едукација не е само да те стави и да ти каже, нели, еј, ај денес как чисто ради реда да пројде час. Не бе, бате, убаво те клеса, значи, Да. 5 пута ќе те врати. Знаеш, баш онај old school што ја го поштуju и тако треба Задачу да ти биде. даде, што да направиш. али да го направиш, ако го лошо направиш да те поправи. Да. И некако такој доби некој правац и открива се пуно работи у тој момент. И шансе кои што не се многу размислуваја, искрено да ти кажа. Ако треба да се иде, не знам, збору на утакмицу, 2-3 сата отидеш порано, за да најдеш улаз, излаз, да видиш каде ќе проваѓа, како може да доеш до нешто ексклузиво. Све тако, што така е било некоја амбиција. Да. И некако све се тој надовржуваше за да оден момент се ајде по со еден мејл у Скопје, па у Македонско радио, па после Спортско радио и све натаму некако, знаеш, кога ќе дојдеш до еден степеник, па тражиш друго, па Да, тражиш да. треќо. И свакако тај упорност никад немој да се откажеш. Иако веруваме дека мои овие да не кажу скоро, па ајде 44 години, човече, овој година 44 ќе нам Генерација. Да, па тој сме, да. Таа е тај упорна генерација, Не, боле, деца на транзиција. Деца, да. Да. Ми видимо све, бро. Све видимо. Од Ама ратови, од издржамо. остојање на Југославија, Издржамо. дроге и све и свашта, што беше. Све. А сега, лошо е да кажам, еве, ќе Абе кажам, лепи кристал маргаринче, солце, ајде наполе дечко. мармалат на улица и штикло да те нема. Да. Запад беше, доаѓамо до мобет, спортска сала Запад беше за нас чудо. Да. Живе сме за утакмици, Религија. друже сме се. Да, Одвај чекаш меч деј, разбираш. Ако ти текнуе бубњеви, прави смо со слike од рентген. Не. Дома мајка ти снимала, мајка ми бубрези, куде е слика? Поема нема, она на бубањ, на запад. у подрум, нема го. Ти знаеш, мора да каже Дудо Годовштина, па шеве, ги дирамо спортски надпревари. Праве смо застава у Куман, една многу јака застава, Куманово пишуваше. И фалеше ни плат, не ги зема 2 чаршафа од дома. И се баклја ги исече, брат, и ги стави. Све за предузеќе. Све за предузеќе, да. Да. Имале смо, да не кажу права пак ќе кажу, многу сум захвален на тој улична школа. Таа улична школа многу те усмери или не дај Боже на другу страну, али едноставно све како што тој систем фали, искрено да ти кажам. Код него и некако Фали авторитет на улица, брат. да. Мислам дека фали авторитет на улица, има сме ни луѓе, другари, што како такој га држа сва некој ред у Куманово. Не у Куманово, можда и у целу Македонија, такој свак град си имае по некој авторитет и што препознаеше од дете у тебе Болена куде ќе се развива, Бобина куде ќе се развива. Дешавало се, мора да го спомну командант Мујо, значи он тачно знае кој за куде што, како и дешавало се некоја ситуација кој седи, ти си за други работи, полак, седи малце. Да. Ако почнеш да забегуваш ти, кога дојде бе мамо, куди идеш ти? Од тој целу дружину, посебно мене, оној Игор Јук. Да, покојан да го спомнеме, да. Он просто беше Много те обожаваше. Да, он те многу обожаваше, брат. Да, и пошто съм бил на екипу, многу те обожаваше, брат. Мој новинарко, или ќе седнам да збориме за Хајдук Сплит, немаше назад. Да. И све тражеше, нели, кога ќе има некоја тема, разговорно, иако на 2-3 наврати една анекдота беше у студио, још го памтам кафич. Седнамо, оној, не знам, некоја прослава беше, он најде тој гостина, ама Хајдук да му изгуби 5-0, брат. На домашен терен, на полju. И сега, братче, оној, седимо, Да, жалости за njega. Слушај, ама нема, ја да не кажу джукела да се рачу, разбираш, и тражу да се бцну, разбираш. И сега гледам, ама, откуде знам ја како ќе види и како ќе реагира. Ја па оној детини памет, колку сам имај, 19-20 години. И викам, абе Игорче, што направи сте бе? 0-5 од Дебрецин. Знаеш што е, брат? Штама, сви преќутала. И само
ни 2 ни 3 станувања. Брат, абе управа е крива, знаеш, да разумам. Никој не учи, знам јаш како може да си помине да е тук некој. Да. Слушај, ајде да пријател вика, брат, ја само чекуваш вика кога ќе те примет. И да сега спомнам и до искрено. Знаеш, некако тај правац, тај живот, некако ти е дае некој усмерница и упорност. Никад не сум се откажуваа, баш тој ми беше втордел од мојот мај само оној кој оној се да не кажу уканалиш, каде што ќе заглавиш, што беше баш 2017, кога буквално својм дојде преку глава, ми се вика у 2-3 наврата како кажуваш и пред некој исто така 3-4 години, ама знаеш како кад видиш тој што си направија позади себе и така да го пуштиш низ воду и ти треба освестување, а во тој момент пак ќе кажу појави се некој кој што ќе те поддршка и малку ќе ти га онај виуги ќе ти ги решење некад пред нас, ама не га видимо затоа зашто се дефинитивно концентрираме на други глупости, а не на тој. да и те да не кажу рестартира. Да. Ја тој сам го 100 пати кажа, тој со моја фамилија, тај круг на најблиски другари, али посебно во еден момент ја што тој 100 пута пак ќе си ја потенцирам лик Јелена Генчич и тој е факт каде што буквално ничим изазва не е било како Желко Обрадовиќ ќе на тај аудио као чек, стани, што ти е. Ја имаше момент да веруј ме Боби, тој беше мислам дека пред едно 4 години кој што сакаше, имаше на спортски самит у Хилтон водеше. Имаше едно панел дискусија од 4 што ги работеше. Официјално све, значи све беа тој кој беа Емил Рајковиќ, не е битно кои спортисти, све и сакаше ја кога ќе заврши панел дискусију. Да. Стварно еминентни гости, едно 400 души имаше све од Србија, од Црногора, од Македонија. Јас сакаше од тај ден да направам оној завршен реч и на сви тие спортисти полашове да ги кажуват денеска дечки јас се опростуј, повлачам се за пази. У тој момент што го збор, тај особа пишуваме поруку, дали си нормален, дали си лут, имаш ти 15 позиви у 5 минута. Ја го трзам телефон како сек пред да почнемо. И знаеш што, искачам на у наводници пишуваш се сам себе више. Да, па доста, пакуваме ствари, идемо оној лаганини. Дај да тражиме нешто овој. И знаеш што, док искачам на бину, слушаш го да ја аплауз и у мене се крши оној као мајсторе, дали си нормално, знаеш, оние двојца ќе се судри. Да, брат. И на крај, знаеш, оној, толкова добро истерамо, мислам дека беше амбасадор на Црногору, Емил Рајковиќ, мој пријател од ФК работнички Ненад Монев, сега ти кажу кој беше још еден. И сега мислам дека од Франс Фудбал беше некој специјален гостин новинар, кој што стварно човече нешто ала романо, овие што су секоја новинари што су инсайдери. И одма после тој имаше с 4 професорки од правен факултет, ДИВ и не знам што за закон за спорт, панел дискусија. Човече на тој ти добиваш аплауз каде што па се рестартираш, а во исто време го взимаш телефон и викаш управо си. Немаш храброст и кое што тој те некако враќа и изјош толку, веруваме од тога се почна и подкаст и фала ги на редакција Курир до ден денеска јас сум супер, поздрав до Курир редакција од нас. Фала. И веруваме дека поддршка и до ден денеска, веќе 8 година како соработуваме одлично, проверење максимално, терамо подкаст, нормално со сви федерации, со солидно соработување клубови. Знаеш што, можда порано требаше да реагирам да бидам фриленсер, ама и ово кој е супер, одлично е, добро иде, сега да не се навраќаме на исти тие епизоди што сам ги кажуваа за кариера, али јас што викам увек, нели свако лошо за добро. Веруј и само извини прекинате, никад да не се откажуев и оној што го зборува. Ако мислиш како спорт дека треба да го шутнеш топку, шутни го. Да. И ќе улегне. Дефинитивно. Ќе улегне, па и макар ти промашија. И да си промашија, ама ти си шутнае. Не си го оставија топку да стои. Или оној муабет, брат, ја да ово е. Шо? Ама што? Ама ја да можеш. Не, сви можемо и сви имамо шансу во живот, ама ми не го користимо. Не зборуј за мене и за тебе. Пример, 100 проблема си имај у живот, не си се откажај. 100 прекршувања си имај унутра у себе. Знаеш, мене ми е многу чудно сега. Саквише си навикна, брат. Еј, брат, ти се смееш, ти е многу леко, брат. Знаеш, друже, брат. Он не ме види, можда ја кад ќе плачу, можда да кад си ќе жив и тугују, брат, можда, ама ја тој га чувам. Шлагворци ми дае за следеќу. Нели, чувам го за себе. Браво си. Тој си 200% право. Јас се смеju некој пут.
Брат, све имам чуено за мене што ја не знам сам за себе дека постои тоа. Да си кажуј. Брат, стварно, деш па помислиш можда истина, а ја не знам. Куди сам биел тој епизоду, разбираш? Цела ствар. И за да на крај, па што сега се шо? Ми, не у Македонија, на Балкан, смо родени да осудуемо, да понижуемо, да пљукамо, па све што е успешно. Значи, еве имам, еве и овдека ќе кажу поздрав до Видиновскога, мој добар другар. Значи, само зашто објави дека амбасада не треба да биде поштедени, дека нини возила не може да се паркира било куде. Закони важеви за овдека. Значи, са смртни закане. Значи, луѓи, дај опасулите се малце, шека браќа Срби, па дај разберите се малце, смеете се, уживајте у живот. Ама он нема да биде виден, извини што те прекинам, ако не коментира на Бошка. Па сега, затоа што Бошко е институција, збору пак, еве, не те фалом, а такој се у спорт, наш, у меѓународен, значи ти си више бренд. Реално, идемо неколку утакмици, ја покрај работа обезбедување, ја те знам дека си доле на терен. Ја те гледам. Значи, ти си више бренд за сите, да не кажу, спортски дешавки и надправари у Македонија, па и пошироко. Сакамо си го работу, тоа е едноставно. Па луѓе не научиле, брат, да го сакав работу. Најголем проблем е што сви све знаеме да работиме. Па не можеш, брате, не можеш. Јас, еве, пред да ме се чуемо да договориме интервју, тој што го збориме, викаш да дојдеш, ја прво што викам, куде се збори таке, вицеви ке кажују, ту по главу доваѓа му овој Пука Козметик, Тони Михајловски, Нина Јанева беше. Да, овој иде на двобој, тепа га Стефана тама на тој. И сега ја иду кој бе брате, викам, ти си залуд, викам, што ќе му кажеш Вицко и што све сум му прераскаже. Тој, знаеш сега почна поново, ја ги прифаќам ги гости, гледа сега има стварно луѓе што не може да каже Виц. А вика брат, ми се сладко изнасмеме и Виц што сам га спремај да га кажеш мене па ми е смешан. Значи, јас сви добри вицеви ги забрал. Веруј ми. Сви добри вицеви колку и да се труду и знаеш како прваче сака да каже песмо, стоиш овај. Како препариран. И брат, и мајца до колена. Знаеш, лече го надале, да. И руки, кој. Само овој да го заврши муабет и тој што го збориш ти за спејање и све, колку пута ги чую несериозен, овој оној. А куде ми е поента на муабет? Има еден филм, сигурно се го гледа, Животот е убав, ја го земам како прича. Тој филм каква поруку страшно испраќа. Ама кој знае да го види? Не би. Да, ли си? Кој знае да го види, брат? Што, еве пример, некако покрај работу, прелажа се так Краков е еден од најубави градови. Два пута сам бие у Поljsku, после у Краков. Бие сам, да, два пути. Од Игрорно, у замак с катедралу, звона од 9 тона, клатно 9 у црква на Краков, да, бие сам, да. Нели, туј е и Аушвиц. Да. Аушвиц е туј. И сега е нешто како, глупо звучи, ама атракција. Така, да. Туристичка, све има си тамо, што ја знам. И што сакам да кажам, улегна и излажа се. Мислам, никад више на такви места неќу да иде. Да. Затоа што тамо, тој момент тамо да го видиш, ти е... Буди некој... Ма, не да е тиха језа, едноставно викам, брате, мили, што ми требаше овој. Гласна тишина. Ма да. И објаснуе ти што се десило тој павилјон. И сега што сакам да направам паралелу каде што лавита е бела, да. Се дешава, тако и призор на дете, што прави родител, да му го долови, да, за да му го ласне и да не гледа тој грозоморно. Да. И што дека Тенка, кој смејање и све. Зашо да не се смееме? Зашо да не... Смешка ние бе, без паре бе, луѓе. Насмеј се, уживај у живот. Ја го гледам живот кроз призму на хумор. Па, браво. И такои луѓе треба да го гледа, знаеш што? Тој го збору ја. Све е природна работа, свите сме родени, свите ќе умремо. Дали порано, дали покасно, тој не може да го смениме ми. Ама зашто, викам, како беше, се ќе ти кажа, тачно пред некој ден ми исправи еден човек и ствака му час, викам, ајбе, братен, пут се живи. Не, живи се свак ден, пут се умира. Да. Потpuno. Свак ден се живи. Ја викам, знаеш на шалу, или стара узречица останала, ајбе, брат, знаеш што, еден пут се живи, не, еден пут се умира, така, викам, не, вика, држи, слушај ти кажа. Вика, свак ден се живи, ама еден пут се умира сам. Ама тоа е факт. Тоа е факт и затоа викам, кроз тој призму и затоа те смешка, шала, многу полако ќе ти биде и на крај на ден сви имамо проблеми, бре, луѓе. Или што ја знам, знаеш, дека го неќу да патетизирам многу работа и да биде тој патетично или да биде некој кој што ја, вау, нешто сега ја гуру сам тој па објаснуј нешто, така, вау. Него едноставно работе су многу едноставни. Да. Ми си ги комплицирамо.
Ајнштајн како ја каже, најкомплицирани проблеми има наједноставни решења. Да. И готово е. Работа што ми многу се осврнуваме на проблеми, а не на решења на проблеми. Тоа е најголем проблем кога нас. Тоа зашто ја гледам, значи јас сега разговарам, нервирам се, зашто се десило тој? Не, гледај да го исправиш тој што се десило, да го поправиш. И јас ако не гледаш што треба да смени, него гледаш зашто се десило, ја години и години кога се прашуи, нема да сме живи и здрави, идемо таму каде што треба да идеме. Па и ти си пример за тој човече, ти што до сега Ја мој живот што се помина. А тој разговор, ти си ти још потипичен пример за некој работа. И на крај, братче, искачаш на врна листу куде што вицеви куде ти извира бе човек, бе ја некој пат мислу дека соработуваш со ChatGPT. Не, брат, да пробај да пут они супер глупи вици на брат. ChatGPT ми вика, брат, а овој виц како беше? Има, знаеш, И за тој полицајец, чекај, за кога ако не за нас? мисля најинтересно. Полицајец иде да купи бурек, знаеш. И сега доаѓа вика, господин вика, дојде малце намо, вика што? Вика, ја ти кажа бурек со месо. И он вика, па да бе, бурек со месо, вика, добро, ако дека чувате, вика, месо за бурек у фриждер, па стави бурек малце, бе, царе. Слушай, ово е на контрастрана, не е не да вас Не, усети. има еш еден виц кога што искочија полицаец паметен. Озбилно, дај да го чуеш. Иде полицаец окој на шанка го куде нас. И вика, дечко, дај бе кафе, вика му дава кафе, бе, пие, вика, горко е кафе. И на другај. Меше, вика, тој е шекер. Шат се меше, папи, но вика, друже, зафракаш ли ме ти горко кафе, вика, меше, вика, тој е шекер, добро, меша, стисне души и спие. Да плато и гледа, вика, дај, вади ситни паре, брм на шанка и број. Брат, фали паре, ајде, број, тој се паре. Ја денеска пред да дојде куде тебе да снимање, та ми останало главу. Овој син и татко разговарале и се вика, јас сум у женско фирма, сине, 21 годину, научи вика, ај варда право ручак без проблем, све права е домаќин. И си вика, јас сам тато 3 години научи да цртам веќе. Довеќе вика, довеќе, што, кој кад те гледам и она вика, кажи, гледам ти увеќе, нели? Може да заклучиш дека си имала двојку ликовно. Добар, овој го знам. Добар, да. Боле, како е да седиш со такви великани како што е еве Иџе, еве Кирил Лазаров, Пандев, Новак Ѓоковиќ. Какви се они ствари луѓе, еве, да не кажу за нас обични смртници, него за луѓе што не сме имале да се доближиме. Едноставни, брато, како ти што си, како твои колеги, мои колеги, наједноставно затоа што они се свесни за своја големину и на крај на дан што сакаше на некој начин да ајде спортски жаргон кажу, поентирам со муабет на претходно прича разговор што ја кажувамо, да многу е битно да што ви го кажа ти пример за фотографирање, за сликање, да усреќеш некој. Они се свесни дека су идоли, тоа е една работа, а друго на крај на дан многу е битно да си човек. Тоа е, да не кажу, онај филозофија што викам јутре, нека ме памти само по здравје Боже, по тој дека, нели, Бошко Тасиќ, пред све е бија човек на место. Исто су и они. Веруј дека ја со сви тие луѓе сум како со тебе. Буквално веруј значи до тој степен, до честитање на празници, до јављање на кафе нон-стоп. Буквално си имам некој распоред кога ќе отиду во Скопје, посебно Скопје, исто и за Београд или било што, сви или седнемо на кафенце, разговараме за други теми, дебатираме за утакмици, посебно кога сме на путувања, така имамо многу време да и анализираме и да се прокоментира нема оној да не каже оној, знаеш, не се стављав на тебе, него се стављав со тебе. Оној на исто тло, на исто место. Веруј ми дека и позади нима имало некоја, не се они од Бога дадени, како е проши работи и он е свесен на тие ствари. Сви тие не ги од Богу дадено. Од прв ден кога си се родија, ти ќе бидеш фудбалер топ, светски првак или било што. Да, него работа, па паднеш, па станеш, па опет и све тоа едноставно. И пред све што викам, тој нон-стоп го повторува. Јас сум тој што никад не задирам зад кулисе, тој што го збору приватен живот или што. Значи, тој што си, нели, свак тера живот, како мисли, тој си е негово лично право.
Битно ми е терен, битно ми е тај Така е. конкретен, нели, ајде, како да кажу, професионален однос, Така е. соработка, за да на крај на ден, нели, и он е човек од месо и крв. Да. Тоа е тоа. Ја мислам дека некад не сви не може така нели да не биде дека ги нападамо медиуми, мислам дека малце го прекардашуе вработу и од ситницу човек што се испонашае било кој спортист, па се враќамо на мобет, гледав на некој начин да го отцрнив, дека он не испоштува. лоши денови. Да. Ајде да прашаме зашто е тој тако. Ја колку пати викам, чекајте луѓе. Еве ја поваѓам од себе. Веруј ми дека една страна од мене, Да. тие најблиски што ме знаев дека Бошко у тие моменти е како да ти кажу крсти ги очи ко Желко Брадовиќ, разбираш? Да. И у тие моменти оној што викам ја 220 вата, чекај, а замисли таму кој што е 3 пута поголем притисак, Така. 5 пута поголема одговорност. Публика, сала. Една, ама замисли може дека нешто приватно Погоди, или било погоди. што, Сега да. он треба да искочи и да го даде тој да не кажу максимум од себе најдобро. Ја го земам прост пример, што викам прават со психологија до сега. И тај мајндсет ми е Новак Џоковиќ. Ја мислам дека посебно тај глава, Човек е, да. тај глава Многу е просто- обичан, многу е... Ама и замисли оној колку ga тој храни, колку не го тангира, колку неправде су му нанесе. И тој што викам дека све поваѓа од тој. Па глед сега, нова појава куде нас, пошто глед сега, ово што го работил ми подкаст инфлуенсерство или не знам што и да е затоа зашто ми не можеме у наводници дека не сме квалитетни да дојдеме до некои поголеми национални медиуми. Тоа си има друга прича. Овие инфлуенсери, диви инфлуенсери, како и да го кажу, се служив с гледаност, с тој што ќе плюкам ја по болет. Ако му е тој лична сатисфакција, но проблем. Ама, брат, знаеш што, Но ја проблем. лично, еве, толку години што се занимавам с хумор, никад не сум Исто. градија кариеру на туѓу несреќа. Исто, веруј ме, и можда тој респект, пак ќе те прекину некој. Да, не. А, Разговор Само, во кој е, тој ми се тако, да. допада, зашто е најприродно Апсолутно. е дека. Па, Нема да се сценарио, него надопуни, најприродно, Ете, да. тако е. Да. Јас се баш ради тој. Затој што Бошко никад, кад ти да искочие со снима, кафана, Да. диско, Да. путување, никад не сам ме звонија да штрак по телефона нешто и овој да разбираш, него едноставно окей бре матори, идемо и нели. Ама мене ми е смешно, на пример, седимо со не е тајна, јавно е тој дека ја и брат Тони Михајловски сме браќа цел живот и Невозможно. џамбас и се. И сега брат седимо пиемо кафе и брат кој деси пример, со кеве, јави ми се, викам пиемо кафе со шанс или пре. И брат па сликни се. Па што да се сликам? Па јас сум Цело време сам мало. цело време што ми е тој? Они су прекрасни луѓе и они гледаш Иначе да му кажеш еве јавно. Книгу од Киро Бабаружи да ми го даде тој кој е класичен кумановски. Не му го е даја, со враутувале Да. во радио Слободно Македонија имам. А знаеш дека ја го имам? Ти ли го зема? Ја го имам куде мене. Куде тебе? Киро Баружа, давам ти го. Да го мора да го Само да му кажеш на Тонита, еве јавно ќе ги испрозива. Со тој што ама веруј ме дека од njega сам ga добија еден од најубави комплименти. Ето што го збору. Еве го успех и тај храна. Да. У радио Слободно Македонија заедно работевме. Извини, он има осет кад да ти удари шамар, кад да ти каже што треба да направиш права да ти дадеш. Да. Ни близко како ти што си Да. близак со njega, он работеше некоја емисија у неделја или у суботу, така беше викендашки. Ми покривавме спорт као и увек. И паралелно он доваѓаше истера во емисија, мај се отиду порано да си спремам све сценарио. И он ги слуша вести кои што сам ги прочитаја. Ја тој за мене беше исто што викам ја поен. Значи оној сатисфакција на прав пат смо. Доваѓа и кој што ве дај нели шанс, кај не знае некога после вика ти ли ги читаш вести? Ја викам што мано ќе ми дај. Сега викам да, викам ја ги чита. Дикција, правилно читање, глас, свака ти час. Улег на Да. студио. Ја кој прво направи? Чекај бе. Тони е, да, дефинитивно. И после би намо, и пријатели, али за Киро, овој, Куде мене ќе ти го донес. да ми го Значи го- стеџа ќе да го ја ти го ископира. донесам. А он од њума читаше, баш оној архаично, кумановски, да, братче, сигурно. мен оној, Ама, кој да. сам упивае. Ама Ако веруваш. знаеш што брат, они су некоја не енциклопедија, како може да кажу у свет општо. Ама еве ga систем на образование. Лесли Нилсон што е лектира за хумор, значи они су за Македонија. Тачно. Значи сега ќе се најде некој, неќу да навредуи луѓе, ама ете некоја X особа куде што ќе го коментира успех ним. И Џамбазов многу го кажа, царе, како може да мрзите луѓе што не ги ни познавате? Еве га момент, и му обет што, браво.
Буквално мисло ми го зема. Тачно, Да. ја тој што буде да му кажувај. И мај сам ситуација, само да се надржам па на овој. Веруваме дека малку ни е, што викам, доволно време слаби на език, на зборење. Добри смо. И маја сам, да, веруваме дека пред 3 години се дешава у некои ситуации, некои луѓе ме праќаат барог, у наводници. Имам и ја еднога што ми е. Ама нека е жив. Ама добро, не га споменувам, ама не, до такав мобет, како и за мене, нормално. Сега и сак ме бие глас таму, не знам пој што како и сега не ги именувам кој колектив, Да. кој човек разбираш и се јавив као па дали ќе може он да го води манифестација, не можеме да дојдеме до njega. Брат, јас сам 20 сати од Куманово. Из Скопје кога иду, не иду на спање, брат, толку време работам, одма се враќам. Што сви услови ги имам? Врату си се, некако дома ми е Куманово, си га сакаме крај, туј смо си, брат. И данас ке дојде ја у Куманово, Не, сакам дојде, сега Куманово, да, да, и овој као он, знаеш, ценовник, па кој знае колку ќе ни земе, овој, ни 2 ни 3 да се погоди, не го именува, еден мој близак пријател. Вика, па данас кога виде само што на пазарија од дуба, промега дома. Како бе дома? Ај нека дојде. И овој вртење, ало, ја па баш оној, не знам, нешто пишуеше дома. Лабо, Силно време, да. лабо, баш така. Кажи, ќе можеш да дојдеш за 5 минути за еден турнир да збориме? Да бе, куде се? Ајде да дојдеш. С авто, не бе, викам на 2 минути од мене. Сега не право реклама. Да. И идење. И човек ме гледа и као, па ти стои, па добро да. Па ајде да се договориме. Слушай, а ја па имам едно лудо правило. Ај прво да се работиме, па после. Исто се. Значи не може сега да ахну, ја не знам, и овој, и он ме гледа. Слушай, ајде да направиме прво. Да се работиме, да направиме. Ајде да ги истераме тој да изгледа преубаво. После малок проблем. Да. Да. И после, вика е, чекай бе, да, вика, тој е комшо. Разбираш, оној... Па ја, значи мене пуно пат ми, знаеш, правиме и за мене се каже, ама ти знаеш оно, челека се стани малце. И сега викаме ја исто. Значи, боле брат, затоа можда, еве, и таа генерација смо, такој смо размислували, такој смо воспитани. Ајде да го сработиме работу, леко ќе се договориме за цену, значи или за било какво. И поверење имamo, брат. Поверење. Поверење макс. Можда не е коштало, ама да сме живи и здрави. али тоа е да сме живи и здрави, да. Кажамо не се вртиме Ама позади не век све се дешава с причина. Крај. И па, знаеш, ако не се десило, тој не би било овој. Значи, работаја сам што сам работаја и сега вие Ама такој у Библију. Да, и овие мои момци од Ордер Медија ми се тој закачива и се како тим се споимо заедно и еве функција. Брат, што да ти кажам, они ме најдева, ја ги сретна. Не ти падава. На джекпот, брат, гребе Ордер Медија. Тоа е. Нема ништо случајно во живот. Иако да не ви седе благо. Може, братче. Ајде си погодија право да бира. Прво што ќе бира Што гост? ќе биде? Овој. Тој, договорено. На домаќина што му остане? На домаќина мене ми остана бисквитче. И на како се вика Вафла? на другарот водичко. Вафла. Ево, Значи, ако си му кажај, брат. Поздрав, ако си му кажај. Не на уста пење ми падива. Поздрав до наши поддржувачи вафли. Стварно су ги добри, брат, нема збор. Значи, ово е, еви, водичка да не ме карав, па, брат. Браво, мене уста пењу ми Уста падива. пење ни патива. Дека слабо збориме, брат. Не, па, ич не зборимо. Ич. Дури не Не можеме не представам да бас. Како и ке не залепив, тоа е страшна работа. Па можда За еве. до вафле. Па да. Значи тоа време е- е за вафли. Ово е комјак, Овдека, шекер, готово. да бе, куде, чекај, кој малце, че застанем, извини, па Чека, то боле може и малце. ова кој, Да, чека, ти така, ајде. ја ова кој да покажеме што Чека има па и тој. овдека да види. Чека. Или на овој камера. Еве. И после мене на болета ни било леко. Не ни леко, одите ви и изедите го, бе. Свак понеделник сам на диету, брат. Ке видимо кој понеделник. Боле, еве, да не кажу не при крај, ама еве идемо натамо, па после да седнеме на рад да едемо. Поштено. Пошто ако ги ставиме тамо дечки Ордер Медија, Изгледав ми гладни. знаеш дека тој вицкат двојца другари у дискотеку лазат на пуначка девојка, ма убава, згодна. И овој го гледа другар и вика, братче, види го бе, овој сви ке ни изеде. И овој другар му вика, нас нема. Зашто? Па сестра ми е. Боле, знам дека ниеден спортски настан у наводници, не у наводници, такој не може да помине без тебе. Дали мислиш дека малце треба општо и млади, а еве, и да ги не да ги isprozivamo јавно, него да ги повикамо
фирме малце да се охрабри и да го одвржев кесе, и за рекламу и за форсирање на културни настани, на спортски настани, на такви работи, некако свака час, мучив се и луѓе што ги имав тие фирме далеко од тој. Ама некако биднамо и себични у тој правац, поише ќе купу 4 джипа него да купу 20 топки да однесу на деца фудбал да играв. Тоа е многу, да не кажу. Ма с две оштрице, знам, ми не ги нима прозиваме или да ги критикуваме. Али верујме дека многу е длабока тема. Да. За разговор, да се разговори со тој што мора да има од сви страни интерес, Да. односно склоп, еден разговор каде што, пример, ќе ги земеме закон за спорт што су други држави, каде што во болеснителни околности од некој данак за Да. и ред други ствари кои што може да се имплементира вкуде нас. Да. Многу брзо. И па викам дека со еден разговор, еден да не кажу, ајде, Многу фали диалог, брат. Па тој Сви прашања некако фали диалог, брат. Буквално за некои работи 100% оној се подударам у мисле и ја тој викам. Да. За било кој проблем. Увек е моја филозофија животна што е седно да разговара. Мушки. И да прашам. Ако треба ќе Мушки се настан. степамо. И ќе се степамо. Ама тој не значи дека нема да најдемо решење ако не седнемо. Ама крај крајова. И да е, нели, оној Да не најдемо решење. Чао, довиѓење, толку. Ама знаеш, некад ќе ми одзвонува уво муабетна болета. Да. И кттк. Седнемо решимо го проблем, Бошко, Да. тој ти е грешка. Боби, тој ти е грешка. Ја прифаќам, не сум ја Да, најбољи, брат. апсолутно. И тој више се прича заврши. А многу е полако, знаеш, еден да се налјути, па его, па друго, па треќо. И од треќу страна мислам дека со еден добар план, кој што сви ќе биде имплементирани може. Јас сам га тој увек викаја, посебно за млади категории, веруваме дека јас сум човек кој што е заговорник за тие деца. За да ги има све повише и повише, кој што малку досаден ќе биде од квантитет ќе се извади цел квалитет. Да. И тој треба сви субјекти да седнат на стал, да И родители малце да бидеме реални. Е, тој гледна браво, да си жив и Ако не га бива сину ми за фудбал, ќе биде за балет. Ама како мушко балет. Па ја- за тој га бива. Тоа е тој. Па еве прост пример, едно од последни интервјуа што го гледа беше на Златан Ибрахимовиќ, мислам дека боле интервју не сам гледал. Прв пат за мене Златан за- е бог, брат. Да, Значи, еве кажи. прв пат дава за балкански медиуми. Да. Оној као овој човек се труди и кажува за негови деца. Ја тој како ај оставljam го да не га парафразирам и да збору, да гледав луѓе кои што он како да не кажу еден од 5 најболи фудбалери на светот, миња според мене после Роналдо и Меси та оне, што све кажува како ги деца усмерuje за да не се гребев на Негово име. на негово име, а како га е он калијата и пут. И јас сам бија импресиониран, искрено ти кажу, каде што сам кажува кога бија у Лос Анџелес, таму кој што играе деца, точно ги купија да иде во школа, нема авто, нема собствен шофер, нема даделја. А Бога ми има да купи и да А ога купи. тој да кажува, купи, јас сум да. свестан. Да. И тој што га исто збору. И никад не ги забравија тие луѓе што су му помогнали, а ми многу брзо ги Многу брзо забравиме тие забраваме. луѓе. Ми знаеш како малце чим се Е, качимо тоа е на тоа. прву слув мислимо дека смо на тоа врв. е, што И викам? не ми га треба Боби. Ама они едно друго забравlja сите извини што да прекинувам сите тие луѓе. И кад се симнеш надоле ги сретнуваш исти тие луѓе. Ја па знаеш како викам задњови, нек су живи и здрави. И ја, не. А тие што су ми помогнале кад ми е било најтешко, Тој веруј. никад нема да го забравам. Ма тоа е една работа. Мислам дека оние што су ми најблиски знаевме како се. Да. Значи веруваме, пак ќе кажу, многу е битно да си пред свет човек. Не сам ја пак ќе кажу оној некој вау. Да. Али едноставно имам си своји некои принципи, некои правила на работа кои што су ме допринеле да дојду до овој ситуација, до овој место каде што брат, мора да има борба, мора да има фајт, мора да има, али све тој да биде ша сек. Пријателски. Пријателски и на крај на ден, нели, и боксери се степа во ринг, бамбум траса, Па си ама даде фруку на даде крај. си руку и тоа е. А само прича кога завршена. нас е, замислува се дека боле ми е непријател или боле ми мисли лошо, затоа што ми кажа, брат, знаеш што, па палачинка е добра, само лажичка треба да е плава пуло би задала. Така. На njega му Оперирам смета сам, моја заднji лажичка. 10 година сам опериран. Ја почна, брат, ако ја знаеш, Да, кога почнав, Кад си еве да не кажу не слава или лева некоја популарност да зима замав, ја почна, брат, да не га регистрирам тој. Да се ти се сконцентрираш на успех и не дозволуваш да со ти камења на сепнување да те влече в Ама ако надоле, сам брат. чист, што би ти се правдае? Да, Тоа е твој проблем, да. брат. Ја тој такој го замислува и тој го увек у сви ситуации. Буквално веруваме дека
стварно тој дали е у фамилију било, дали у врску, дали на работа или било куде, едноставно седнуваме, поставljamo ги работи како што треба. Да. Не иде, да смо живи и здрави. Иде, супер. За сви окей. Исто. И на крај на ден сакам бе мирно да спiju, сакам бе да пак ќе кажу. Кад го спомна Чистоќу, можеме да ги поздравиме наши поддржувачи Банјолукс. Тамо можеме да најде све што ги треба. Од туш кабине, тушеви, каде, ние ручка јавио се када. Ја не може судар на интереси. Да, не, ти не, ја не може. Оставиме... Ја мои ќе си ги бранам. Ета, да ти еди палачинку и те друга ја каде до друга. Ја ги си ги застану позди Алфи. Така, па така. Смеем ли да кажам? Не смееш, глеса ја каде нас. Ја мој си. Боле брат, каде нас е отворена емисија. Значи, еве само да не биде, да, тоа е тоа. Да, ја морам да си ги бранам ставови на мај. Тако е, знаеш што Сам таво исто. Мовете што на пример тој кога почнемо да снимаме со Николу, ми нема сценарио, гледаш се дешава спонтано све. Затоа зашто народ малце ги одбегна многу сценариски емисија, многу смислени. Он сака да види дека уствари и Боби боле се бришев со салфетку, не се бришев со банјарку, брат. Разбираш? Тоа он гледа брат и се они па не се исправило, не би ми ке се измрљаме од креми ке ни потече, ми смо луѓе. Едина разлика е што ја пример со злажу марамицу место шампон, брат. Више се увија светла. Како беше, за роѓендан место чешење ленска кожа. Почава цел комплетна бикутан да биде ласа. Тоа е добро. Боки, што ти кажу, фала Шепуша беше мој гост. Мислам дека емисија може да трае многу. Еве ќе ги поздравиме Арликино и они су едни од наши поддржувачи да биде овој се убаво како што треба. И надам се дека ќе снимамо још многу емисија. Ќе имamo прекрасну соработку, мислам како во данашни и понатамо ќе биде и дале. И нормално на Шанк и Ордер Медија су ти на располагање како братски медиуми, не знам како да кажу, све можеме да споделуваме заедно, затоа зашто ипак успех може да биде ако сме поеки сви заедно. Така и си е. Фала ти поновешен пут на покану. Фала и до твоју екипу за реализација на оваа емисија. Исто ја ви стои на располагање за било што. Увек ми е част кад разговарам с луѓе кои што стварно се успешни во своја работа, што су пред све ентузијасти, упорни су и никад не се откажале од свој сан. Мило ми беше брату ешо. Фала брате еше пут. Фала и се гледаме се бава. И ако сакате да гледате још повише овакви емисии со поубави гости, од мене, не од Болета, Боле не нашегари не убав. Поинтересни гости, сабскрајб на наш канал Ордер Медија и видимо се.